Томова за случајот со Дошница. Да. Таму имаше обид да се направат хидроцентралите, меѓутоа тоа сега за сега е стопирано. Да, стопирано, неофицијално дознаваме дека дозволата за градба е продолжена. Го чекаме документот да стигне, доколку е така. Ние рековме и пред 4 години и лани Дошница не ја даваме. Тоа да биде јасно. Сега, може ли да се навратам на уште едно? Што спомна Ѓорги, претходно зборевме за компетентноста на инспекцијата, на безбедноста на Ѓорги кажува покнатени во цркви, во куки, во не, јас велам дека ние сме на трусно подрачје. Друго, колку злато бакар има во Македонија и колку има во другите земји. Значи ние сме Конго, Замбија и Македонија, најнеразвиените земји и сме земени да бидеме, како што реков, јас ќе ги цитирам зборовите, дефинитивна цел на македонските власти беше и се уште е да има шо помасовно иселување, за да има шо помалку ваков отпор. Каков што го правиме ние. Вие се цитирани зборови од анкета што сме ја правиле ние. Значи, дали воопшто станува збор за рудници? Или арбитража, за која што вие, сите комплет, и неродените наши деца имаат закачено по 2000 евра или повеќе, да плаќаме цело време арбитражи, така? Станува ли всушност на вистина збор за рудници, доколку станува рудници нема да има? Ги спомнавме кои се причините? А доколку не станува збор за тоа, нешто друго поголемо стои тука. Сега, ќе им препорачам на нашите вработени представници, не власти, туку вработени кои што сме ги избрале, да земат, да вложат во здравството, викаат за здравието, ќе се штитат. Да купите сапун во болниците, тоалет хартија, таму се најголемите зарази. Не сте обезбедиле здравство како што треба. По приватните по приватните не ме интересира. Државните болници, значи компетентен кадар да купите сапун, да не заштитите децата од Куманово. Имаат паразити од нечиста вода. Немаме чиста вода, тоа е за плачање што се случува. Да ги платите полицајците, армијата на Република Македонија, пожарникарите, да не им носам јас опрема од Холандија, за тоа што не беа опремени од 90-те години. Да ги заштитите тие што работат за минималеци, сме врзени за каиш. Да работите прво од дома, а за експлоататори не се добре дојдени никој. И нема да дозволиме. И да ви кажам, пак ќе го кажам истото, се извинувам на емоциите. Значи, ова ги преминува сите граници, се нема никаква почит, се влева страв кај луѓето, сме контактирани од луѓе, кажано ние да не зимаме, да не пиеме, да не јадеме од било кој, до тој ли степен дојдовме? Ке се вратам на песната, ако утре ме нема. До тој ли степен дојдовме? Демократија, суверенитет. Македонија, Александар Македонски ви се превртува во гробот. Ај вака